Шtovани гледачи, добро вечер. Добре дојавте уште едно издание. Јаде Бурек, Сител 3 телевизија. Вечерва имам гостин кои од сосема друг профил од обично профилите од оние гости профилирани кои доаѓаат овдека во емисија. Имам човек, фармер, Тони Димевски. Добро вечер, добре дојавте. Добро вечер, Епсенко. Ве поканив затоа што вие сте човек, производител, имате фарма, се занимавате со производство, конкретно на месо, и така натаму. Ме интересира, пред да ги поставам интересните прашања кои мене и мојата публика не интересираат, еве кратко, како ви започна овој бизнис и зошто го почнавте? Што сте вие, кои сте? Во овој бизнис сум од 99 година, одледував кокошки несилки за јајца до 2005 година. Од 2005 почнав со бройлерите, не интензивно, значи во мали количини. А од 2008 некаде до 2010 за познатата кланица која што во моментот фирма, може би ја знаете, Пилко, ја знаат сите, одледував пилиња, ние му ги продававме како живи, а тој потоа ги колеше ги продаваше по нашите маркети. Тоа беше се до 2010 кога Пилко замре, застана, не продолжи да произведува пилешко месо. И јас се осудив да сам тргнам во продажба, значи од производство до пласман на пилето до крајниот потрошувач. Што сте по професија? Сообраќајен техничар. Што се случи со вас 99-та, викате? До 99-та јас работев во една фирма, искрено дечко за се, од шофер до директор на таа фирма, пошто газдата си имаше друга фирма, до комерцијалист, до се. Значи работевме со комбе, работевме брз превоз, бивша Југославија државме, Маđарска, Грција тука, блискиве држави. Се што беше за брз превоз, значи сега ви треба нешто во Словенија, јас поаѓам вечерва, сабале го товарам, за ден-два е тука, цените беа топ, се беше добро. Али сакајќи нешто да имам свое, сакајќи да бидам со фамилијата и тука во Македонија нешто да стварам, движејќи се низ сите овие бивши југословенски простори, гледав да видам што. Значи кога одев поготово Маđарска, ќе ја спомнам, кога ќе ги видев Унгарија, кога ќе ги видев полињата со гуски, пилињата со мисирки, полиња со гуски и мисирки, верувајте ми. Значи 10.000, 20.000 мисирки во поле, убавина, верувајте ми. И тоа беше причината која што ме повлече, а ќе кажем и традицијата, значи на мајка ми и татко беше најпознат во село во одледување на најубава стока. Дедо ти? Дедо ми, да. Да. Значи, он одледуваше најубава стока. Значи, ако го нема меракот во сточарството, го нема ни успехот. И наместо фамилијата да продолжиле обично во бирократија, во некоја ситна, дај нешто фирма, ваму, таму, преживувате за 200-300 марки евра плата. И Арно, ама викаш, ви пукна филмот и сакате да направите нешто повеќе со себе. Значи, подобро би беше вака, одошто да отворите кафана, ресторан, нели, онака, со шо помалку работа, шо повеќе заработувачка? Пак ќе кажам, значи, битна е љубовта. Верувајте ми дека моето работно време е сабале од 6-7 до вечер до 12, значи од овде заминувам на фарма. И со мера го поминувам. И со мера го поминувам тоа. Значи, завчера значи постапката само ќе ви кажам за делот од работата. Значи завчера ние фаќавме пилиња за колење. Тие се фаќаат ноќ. Почнавме во 10, во 3:30 завршивме. Заминав дома во 4, се истуширав, во 8 саат веќе бев станат, во 9 саат имав состанок во еден синдикат. Значи со ведрината, со како и денеска, значи тоа беше завчера, денеска сум цел ден на работа. Мислам дека се гледа ветрината дека работата ми исполнува. Значи, ме разбирате, сабале пак почнам од 7. Интересира, како се започна? Рековте дека имавте првен несилки само со јајца. Так. Го напуштивте тоа или... Го напуштивме 2009 година, затоа што ги, нели, законите кои што беа до 2009 ги чував и несилките и бройлерите. Тоа беше сосема друга фарма. 2009 мораше јајцето да биде, тога се донесе законот за обележување на јајце, за сортирници, собирни центри, каде што јас со 1000 кокошки не се исплатеше тоа да го направам. Бев на туѓо, требаше да инвестирам во објектите таму и со 1000 кокошки, верувајте ми, тоа не се исплати. Тоа се исплати барем да има од 3000 кокошки па нагоре до, ајде да кажам, некаде како што ги има. Каква е инвестиција да се започне еден ваков бизнис со бройлери кои се исклучиво за пилешко месо? Вака, за да започнете вие сега бизнис со бройлери, пошто немаме ние овде матично јато, за да купиме мали пилиња, мора да ги купиме од Србија, најблиско, или Грција.
Стварно? Да, ние немаме овде производство на еднодневно пиле. Продавачот, производителот на пилето те вика испод 10 од 7.000 подолу не. 7.000 што? 7.000 единки да купите. Така, или 7.000 пилења еднодневни ќе ги купиш, да. или пријатно. Или не може, значи, затоа што тие се некаде се увезуваат по околу 40 центи. Но тоа е иницијалниот Тоа е иницијалното. капитал. Так. По 40 центи, 7 по 4. 2800 евра ви е почетната инвестиција за пилењата. Храна ќе ви треба околу 80 до 90 денари по парче за тие 7.000. Ставете ги со се гледањето на некаде околу 100 и кусур денари ќе фати, 110-120 денари. Значи тука имаме околу 700-800 илјади денари веќе тука ќе биде трошокот и ќе ви треба објект одат 15 на квадрат во простор во Значи некој хангар поприлично. Да, значи не се работи, господин Јанков, за хангар, се работи за простор сличен на оно што живееме ние. Зашто пилињата кои ќе ви стасат, температурата кај нив треба да биде од 32 до 34. Зависи од големината на пилето. Ако еднодневно, може да биде 35 грама. Температурата во која престојува? Јајцето се изведува на 36 степени. 38 се. На 38 се. Чекај, ме збунувате, господине Тони, малку брго зборите. Збориме за просторот каде што се чуваат пилињата. Така. И каде што ги растете. Така. Температурата константна колкава треба да е во тие простори? Во првата недела треба да биде 32 степени. Добро. 32 до 34 рекол. Што значи исклучително загревање треба? Исклучително загревање. Да. Сега како што се условиве, нели надвор, мора да биде топ загревање. Ние загреваме со дрва. Понатака како нараснуваат тие, така им паѓа температурата. Ја намалувате температурата, значи до крајниот, кога веќе ќе одат пред додат на колење, на кланица, температурата од 18 до 20 степени е оптимално. Колку време е од еднодневно пиле до зрела единка? Од еднодневно пиле до 2 килограми жива мера, од која што ќе добиете кило и по месо чисто, е околу 45 дена. 45 дена. Да. Тоа значи колку имате вие берби годишно? Па јас се произведувам околу 50.000 пилиња во текот на годината. Можеме да имаме многу повеќе берби. Фармата поседува многу повеќе објекти, кои што може да се наполнат. Тоа е вашата фарма? Фармата кај што сум под закуп. Значи не е лично моја, јас сум под закуп. Фармата е од фарма Билимбегово. Старата фарма Билимбегово што беше. Остана единствен капацитет кој што се уште нешто функционира. Иако тие објекти не се енергетски ефикасни. Иако тие објекти се во Идризово, каде што нивото на водата е малтене на бетонот. Значи, пиле не се одледува таму. Идеалното е каде што има провев. Пример да го земе Конјар или Црешево да го земе овде во Скопсково. Значи, идеалните услови треба се барат временскиот надвор, значи, да немаме маглата, да немаме големите влажности. Затоа што животот му е многу мал и вие треба му дадете идеалност. Пилето нема време вие да го грешите. Ако вие го грешите, нема време да го правите. Значи, мора да се биде буден 24 часа над него, додека расте. И мора да бидете 24 сата додека да го продадете. Додека се одгледува во една заедничка просторија се сите они како јато и се на површината. Таа површина е бетонска, така? Таа површина е бетонска. Добро, интересна работа е, бидејќи во топлотната инверзија, топлината секогаш има тенденција да иде горе, температурата е пониска доле. Како успевате таа температура 32 степена да ја држите доле? Во неговата висина треба да биде. Ако е 32 доле, горе е сигурно 45. Колку се високи тие објекти? Тие објекти се високи, значи тие се во некоја си вака косина направени, 3 метри некаде во крајот, сега голото како земе, значи 4,5 може да биде горе, во билото што би рекол. Се вака да го пишам процесот. Ние ставаме доле оризова лушпа. Од оризот што се лупи, што или кочарчанија што вика што се бие, не арпа. Арпа е зрно со лушпа. Се извинувам. Оризова лушпа е лушпата, баш она лушпа, кој што е неверојатно хидроскоп. И тоа е благодет за Македонија за одледување на живина во поден систем, затоа што верувајте ми, ставаме ние летно време 10 сантими, зимно време до 15 сантими. Кофа вода да исипете врз незе не се познава.
толку брзо бега водата. Значи, пилето постојано ќе остане суво, дури Так, постои изолацијата од бетонот до пилето. Добро. Затоа ние загреваме зимно време 48 сати пред да дојдат пилињата. Добро, и колку пати тоа треба да се чисти, бидејќи нели... Секој турнус, ново вселување, ново чистење. Значи, тие 15 сантима се за неговиот живот. За неговиот живот, точно. Дали се тоа некакви светски стандарди по кои се прави, бидејќи сепак тоа е измет, фекалија и така натаму, колку е тоа безбедно во производството на пилињата да заболат од бактериски некакви, тоа се услови кои што може да се развијат бактерии и болести. Искрен ќе бидам, И на таа топлина. Сум посетувал семинари за благосостојба, имам и сертификат заедно со инспектори во Тахава. Во Охрид беше пред 5-6 години. Разговаравме за благосостојбата и ни покажа што е благосостојба. Дојда дел од инспекторите странскиве кај мене на фарма, благосостојба е да клекнете кај пилињата и да пробате да ги погалите. Ако успеете 4-5 да ги погалите, дојдат до вас, тоа е топ. Ја ви уверувам дека утре дојдете кај мене на фарма, ќе ви се деси истото. Сега бргу прошлата година беше холанџанец, кој што е дојде да ги усклади нашите, нели, западните и нашите, ама да даде поблага форма кај нас, дошто ние сме многу мала држава. Не можеме ние со холандските закони затоа што искрено Тие се однесуваат за милионски фарми. Да, кај нас имаше по ИПАРТ изградба на кланица која што ќе биде најмала инвестиција 5 милиони евра. Пазете, 5 милиони евра е многу за кланица за потребите на Македонија. Извозно не можеме, да. Зошто малце? Многу пари е. Значи, а законот те обврзува дека кланицата да инвестираш 5 милиони евра. Не држи. Значи, нас ни треба кланичиња што се до милион. Разбирате? Или да бидеме слободни да го задржиме хасапот во кланицата и да бидеме и мала кланица. Што фали овој простор зошто тогаш? Добро, ама тогаш се наметнува прашањето, и се уште сме на одгледувањето, а треба да го наметнам прашањето сега, го кршиме муабетот, Македонија увезува пилешко од сите страни. Увезува. Па како тогаш не ни е потребна кланица со поголем капацитет? Ние имаме две кланици кои што не работат во моментот. Кланицата каде што колам јас, коле пилиња тогаш кога ќе имам јас. И уште еден има во неготино човек што одгледува. Нели? Значи кланицата прошлата година на кланица ти продав 20.000, 50.000 за мене. 70.000 пилиња закла цела година за мене зборам. И туѓи нека имало уште 30, други, значи 100.000 пилиња. Ама вие не продавате. Значи вечерва не можеме да збориме, например, вашето тони пиле, Така. можете да го купите. Вие немате готов производ, вие немате Јас имам готов производ. готов производ, ама немате спакуван, дотурен, среден, да. се така го Ние продавате? Ние го работевме, ќе ви кажам, Веро го работи. Да, се уште го имате? Не, тоа сега како во Веро производ? не. Јас зборам дека кога ќе отидам да купам пилешко месо, имам една лепеза од производи. Прво свежо месо, па саламурено, па имам прсти, па имам копани, па имам бело месо, па имам вамо. Па од смрзнатите имам крокети, имам пилешки прсти, имам вакви онакви, имам полуготови, имам гордон блеу, вакви, онакви и така натаму. И едноставно ја престанувам да размислувам дали е тоа македонско или не. Ме привлекува убав спакуван производ, одлична цена и каде се македонските пилиња тука? Јас во моментот работам само со синдикатите кои што не се во само Македонија. вие, воопшто збориме. Нема македонски. Единствените пилиња македонски се кај мене на фарма. За жал. Само вие Само јас произведувате? произведувам во Македонија пилешко месо во моментот што имам. Значи има уште 2-3 фарми кои што во моментот немаат. Сега во моментот во Македонија има само 13.000 пилиња. Само 13.000 пилиња. И тоа се вашите? Тоа се моите. Тоа е нула. Јас ќе ви кажам податок, јас прошла година произведов 50 грама по човек. Тоа е нула. А тенденцијата на потрошувачка на пилешко месо во Европа расте и кај нас. Ние сме некаде 2-13 килограми по жител. Што јадеме? Знаете. Увозно, има и свежо, има и замрзнато. Ние Зошто нема друго? Зошто нема конкуренција? Зошто сте само не вие? знам. Не знам, значи треба да има здрава е конкуренцијата, нели? Добро? Се е окей, нема други кои што би сакале. Проба многу луѓе. Изгора многу пари, верувам. Можете ли вие да го проширите вашето Па производство? вака, ако прошла година, препрошлата година, значи 2012-2013 произведов
продав околу 18.000 пилиња, 2014, 2015, не, 2013, сега да се вратиме, Ако? година со година, продав 50.000, оваа година идам храбро на барем 70-80. Толку се може. Што значи? Тој во истиот објект има доволно простор тоа да го... Не, јас во моментот, во еден објект кој што го имам, можам да одгледам 15.000 пилиња во рок од 45 дена. Добро. Чистењето, средувањето што е 15 дена, значи за 60 дена јас можам да направам обрт. 70 некаси. Рековте, иницијално е... Значи 5 пати може еден објект да го вселим. Јас имам моментално спремни 2 објекта. Значи 5 пати по 15, значи 75.000, во други 75.000, 150.000 пилиња јас можам да одгледам годишно. Арно, А немам каде да ги продам. Како тоа немате? Па нема каде. Маркетиве наши Добро. се, може ќе се изразам лошо, се убици на македонското производство, затоа што Претежно земаат... претежно што зимаат него. Ние немаме толкав капацитет на комбиња, на мерчендајзери, на комерцијалисти. Знаете како е во маркет да однесете пиле? Ваша обврска е да го наредите во маркет. Да. Ваша обврска е да го донесете на рампа. Знам како е чекате во... еден час. Сум гледал во Веро, вие морате да ги ставате во ке вас во фрижидер, Веро, да ги ке вас- донесете и така натаму. Дали вие кога сте го посетиле Добро. Веро, дали некој од продавачите ви рекол повели пиле? Не, никогаш. Значи секогаш вие сте ставени сами да решавате. Така. Значи пилешкото не е приоритет. Свинското има. Нели? Знаете, веле челопи го работи. Свинското има, ова нема. Зошто? Не, го има во... Го има, излогот. нема кој да те убеди да ти продаде. Да, нема нивната продавач. месарница Ова претендира на ставено нешто така. друго. Да, Така. ова е ставено така. Но и тогаш кога е претежно е наоѓам производи од перутнина Птој, која е ужасно силно присутна овдека Така. и која има одлична логистика и тоа со Има, децени. има, точно. Не знам ни со цените како можете да се носите со нив. Јас пилето го продам 150 денари за цела Македонија и за секого. Значи дали некој синдикат ќе земе 5 пилиња или 20, цената е клотист. Што значи тоа синдикат? Синдикалните организации што се во... Што има врска тоа сега со... Кај ги продавам јас пилињата? Вие ги продавате у синдикални Во синдикални организации, да. Уште кај нас како во комунизмот синдикални организации купуваат сирење и им делат на работниците пилешко? Да. Бог да чува и да Зошто не, брани. Јанко? Не, во ред, јас се извинувам. Ја мислев дека сме пазарно општество и дека Тоа е помош на вработениот? Не, во ред. Зима на 2 рати, на 3 рати. Добро, не знаев. Да. Се извинувам. Може би нема како тога што беше некојаш полутки да се носат на грб и Така. да се нуди, али вака спакувано културно во гајбиче си го зима, свежо разладено, му го носиш. Кои синдикати се тоа со кои се работуваат? Па сите во Македонија. Сите во Сите. Македонија. Од полиција, од армија, од клинички поликлиники, МЕПСО, ПИОМ, така. Значи, работниците наместо да купат од маркетите, Да. купуваат Се договараме од термин. синдикат. Доаѓаш синдикат, да. Колку е тоа добро воопшто за пазарното општество? Зошто јас, он е работник, па и јас сум работник. Зошто јас да го плаќам 200 денара, он го плаќа 150? Вака, јас... Не, ворете. Да, Ја разбирам. само не осудувам, само гласно изговарам. Не сте вие. Вие, како производител, си треба си најдете пласман. Так. И не одговарате за ова. Јас само гласно го изговарам, не го сваќате дека се е на ваша адреса. Не, добро, Но разбирам, вечерва се. го изговарам. Така. Значи, како што многумина од обичен народ, од пензионери, чекај бе, ало, па ја купувам, менеме коле тамо со период, немам тој, ја појма немам дека ние имаме. Пилко стварно не сум го видел 100 години наназад. Туку го нема веќе 3-4 години, 2-3, не знам како. Тоа обично говори, види, ја ако ги секогаш ги посочувам проблемите, ги посочувам во кадарноста и некадарноста. Да имаш ти толкав пазар во Македонија. Значи Македонија колку претпоставувам знаете. Ја не знам. Значи, колку увезува Македонија пилешко годишно? Па во пари е 40 милиони евра. 40 милиони евра. Пилешко и пилешки производи. Тоа значи дека вашите колеги што работеле или оние што не работат се некадарни, неспособни и неинвентивни. И затоа едноставно менталитетот можеби наш е таков, па ако нека произведува албанецот, босанецот, хрватот, србинот, словенецот и така натаму, ние бараме социјално од државата да ни плати, така, нели?
Дали имате субвенции? Дали Имаме државата субвенции. Да, државата ве субвенционира? ве субвенционира, да. И покрај субвенционирањето вие сте единствен производител на пилешко месо во Македонија? Јас секогаш викам за жал. И барам колега, верувам ми. Барам колега, зошто да не? Ако сум јас приказка за Скопје, некој нека биде Охрид, некој нека биде Дебар, некој нека биде Кичево, ме разбирате? Некој нека биде Што ви Струмица. треба вас за да го зголемите производството? Пари. Пари. Кој ќе ви даде на вас на Инвестицијски фонд, банки, Еве, разговаравме со Министерство, имаме состаноци. Добро. Има иницијатива од страна на министерот. Искрено. Еве, ама доволно е они што ви даваат субвенции, што има државата сега да сакам да друго влегува во кажам, производството ваше? државата не влегува во производство. Државата Туку? вика како гарантен фонд, нели, да ти даваме пари, нели, еве да изградиш фарми, Добро. да изградиш капацитети кај што Така. нели. за Да ти може дадат, добро, Да. Значи окей. јас сега да изградам, јас сега кога би почнам, Така? јас би изградил нови објекти, енергетски ефикасни под еден, најбитно. Затоа што грејењето на пилињата може да ве чини од 5 денари до 25 денари. Тоа е многу пари. Што е тоа од 5 до 25 Од 5 денари? денари до 25 денари да ве чини грејењето на По пилињата. пиле? По пиле. Зборете вака македонски, значи гросистички. Колку е тоа годишно? Па на 50.000 пилиња по 20 денари милион денари. Така. 15.000 евра. евра. За 15.000 евра вие ќе го направите полуобјект. Значи вие за една година полуобјект со грејење ќе го исплатите. А што не почнете од старт? Тој пек што ми се случи со кланицата Пилко, каде што Изгубивте многу, изгубивме претпоставам. многу. Изгубив и јас, изгуби и другите кооперанти што беа на Пилко. И тука замре. Тогаш имаше и други производители на пилешко? Имаше, значи ние бевме 7 кооперанти од Македонија што продававме на Пилко. Пилко е уствари она црната беше, дупка да. која ве повлече во Така пропаст. беше, така Вие беше, обстанавте. Јас обстанав. Не обстанав, останав неколку 2 години дома Аха, па продолживте. и продолжи после од нула. Значи нула значи јавување на Значи, човек. не, сега би го отворил само телефонот да го вклучам Милија. Добро. Не знам дали имаш Илија од време. Алхава? Илија агрономот што се јавува кај мене во емисија, човекот кој одлично ги познава овие работи. Мислам, Еве прашате го слободно во живо ќе видите. Ќе видите дека истото ќе ви го каже. не, нема проблем. Нема проблем. Еве, Македонија во овој момент, и он тоа го критикува, еве, например, земјоделците, наместо да инвестираат во поголеми површини, бидејќи Македонија е сега една од ретките земји која може да врши директен извоз во Русија. Во Русија супер. Ништо Ништо не отиде. Значи, нешто не отиде. Не зголемија за едно дрвце. Не зголемија ништо. Субвенциите наместо да ги мотивираат луѓето да вложат повеќе, вика, добро ми е. Супер ми е, доволно. Да. Си купам кола. Што ќе си купам нов стокец? Да. Од 78 одличен ми е, ќе ми го поправи перо, курблата и ќе го возам уште некое време. И Голф од 88 одличен. Јанко, малку проблемот е што тешко се наоѓа кадар за работа во земјоделие и сточарство. Каде е кадарот? Не знам. Чекайте, извинете, ја овдека секоја вечер мене ме бомбардираат. Јанко. Сиромаштија. Се извинувам да се доискажам. Сиромаштија. Луѓе немаат што да работат. Вие сте капиталисти, слабо ги плаќате, они не ќе лезат без пари да работат. А работа има, а? Има. Кажете. Има работа. Јас имам пријател кој што работи 30 на хектари земја. Плаќа човекот 1000 денари за тракториста дневно. Значи, ако работи, може да работи 30 дена, знаете, сезонска работа е земјоделието. 30.000 денари. Кој не верува, еве нека ми се јави, јас ќе го донесам кај човек. Ќе го донесам и човекот овде. Тврдам дека има пари во. Сакат. Значи, нема луѓе за работа. Ви тврдам. Во сточарството и земјоделието нема. Јас не ви кажа покрај пилињето од ледоми кози. Миленко го гледав синоќа кај вас. Јас имам 30 кози и 10 јарења приплод. Имаш шарпланинци? Немам шарпланици. Па кој те ги чува козите? Па сега. Нема потреба од шарпланици, моите кози се чуваат шталски, затворени. Не се пуштени. Зошто јас ги чувам за млеко? Млекото не се дава во ридот. Млекото е тука. Натре во шталот. Не си во право. Сега ќе се Добро, расправаме. зошто не? Затоа што ја, например, не би сакал да купам свесноста за здравата исхрана, мене ме одвратува од
Не само, не заради вас, на страна. Добро, добро. Воопшто. Затвореното производство. Значи, тоа е храна со концентрати. Би сакал од Миленко да го пробам сирењето, затоа што знам дека неговите кози пасат слободно, на испоша и така натаму и така натаму. Он е веќе доби и сертифицирано органско производство, што е веќе и класа повеќе, и цена повеќе, и по ценето. Светската здравствена организација излезе пред пар недели со соопштение дека еден од факторите за добивање на рак е исхраната со месо. Ние со месо се храниме секојдневно. Никогаш во животот на нашето битисување, нашите стари, не јаделе толку многу месо секојдневно. Особено со концентрати хранети, кои не виделе бел ден, кои не чист воздух, кои храната им е сосема поинаква, веќе луѓе малце, знаете, се стегаат. Но зборам за, ние сме малце така што го гледаме. Така што убаво би било шарпланинец, кози да прошетаат, да многу поквалитетно. Знаете дека и овчар нема за таа работа. Ќе му дадете 200 кози, ќе ви донесе 190 вечер. Утре ќе ви донесе 180 и вие ќе останете без кози. Не разбирам. Нема кој да ги паси. Аха. Нема овчари. Нема овчари. Иако државата, мислам дека дават на 50 кози овчар плаќаат, на 100 овци овчар плаќаат. Или на 300 овци овчар плаќаат. Не знам точно како беше. Нема луѓе за оваа работа. Не ќе да работи. Не ќе да работат. Прибедо во некои фабрики со химикали да работи. За киселина да точи. За многу помалку За многу пари. помалку. Да. Али не, ова е срамно стока е. Па јас до преска бев кај пилињата, што ми фали? Поте гледам убаво Томи Хилфингер. Како живееш? Супер. И работиш, и бизнисот го тераш, и сам го правиш. Се бориме. Си имал некоја државна работа од кај си украл, си дрпнал пари, си бил член на партија, нешто? ВМРО, СДСМ? Не, јас се одам на избори, само имам време да појдам, затоа што ми е нели граѓанска обврска, а во штаб не сум влегол уште. А производството, колку души ова го работите? Ова претежно ми помага фамилијата. Фамилијата? Да, фамилијата. Браво. Значи јас имам 13 годишен и 15 годишен син. Браво. Верувајте ми дека можам да го оставам бизнисот на нив одма, сега во моментот. Чекај, и они со љубов и задоволство? Со љубов и задоволство. Малиот доаѓа во сабота, пошто храната правиме во недела, големиот доаѓа во недела. Не, деца, нели? Ај бато ти ова, ај ти бато ова. Добро, кој го чува објектот во меѓувреме? Сега во моментот? Мислам, не сте нон-стоп таму. Не, навечер одиме, али нема потреба, тие 5 сати може да остане и сам, нели? Сабајле пако 6-7 сат се продолжува на ново. Јас би застанал. Верувај ми, јас би застанал, би намалил во тркот. Сега мислам дека се подкачува, вака трчам секој ден, се повеќе и повеќе. Али децата што ми се водиш во иднината. Добро. Јас сакам, големиот ми вика, јас продолжувам. Но бизнисот да се шири не е само во објекти, во инвестиции, добро, парите треба, но обртен капитал претпоставувам дека од продажбата останува нешто и на страна да може да се реинвестира. Така. Значи може да и реинвестирате. Но немате со кого да работите? Немате партнер освен Аргат да земете и да соработувате со некого? Не мора да дојде некој да вложи, едноставно да ви биде како менаџер на продажба дел, иди фати Источна Македонија или фати ги маркетите на Тинекс, прошете ги или не знам како веќе иде. Маркетите барат достава секоја недела, значи свежо, што се во право, барат континуитет. Јас немам континуитет. Јас имам сега 15 дена, па 30 дена немам. Па пак имам и сега не може во маркет да биеш присатен 15 дена, 30 дена не биеш. Потполно те разбирам. Треба да имаш голем грб. Барем финансиски 200 до 300.000 евра капиталче, за да можеш да го завртиш тркалцето, да биеш секогаш присатен во маркет. Имам пријател кој и беше гостин овде дека се занимава со пчеларство, мед произведува, доби награда во Италија за најдобар и најквалитетен мед во Европа, цел овакво, но исто како тебе го продава по синдикат, го продава во фабрики кои го ставаат во тегла, во етикета и така натаму и така натаму. Едноставно сам работи,
сам работи и не може да го прошири производството, да создаде готов производ. Готов производ, например. да, кој што Бидејќи, ќе биде во нели, маркет. ти да имаш најдобар производ, најквалитетен. Треба да биде топ и да го Тоа како тегличка, како кавијар ќе го продаваш. Тоа секој би го направил, кај нас не. Затоа што едноставно човек сам не може да го прави. Не може. Не може. Треба екипа, треба се. Затоа реков перутни на пример. И што е сега проблемот? У тебе ли е проблемот? Не можеш да најдеш луѓе, не си способен. Што е работа? Проблемот е што јас пробав со големи цифри, со пилко. Тоа ме повлече назад. И сега нели, си Не само изгорал тебе, еднашка, туку повеќе. Да. Си изгорал еднашка, сега ќе одиме стапка по стапка. Ќе биде години, ако успееме да пораснеме. Добро, која те повлече, дали барем системот застана на твоја страна, ако нели тој пропадне и по некоја вина, нели и така натаму долговите и дали Пресудата ја имаме, да? а немаме. А немаме што? Немаме наплата од Зошто пресудата. нема наплата? Нема човекот ништо веќе имот. Фирмата нема никаков имот од кој што би можеле да наплатим. Искрос си изгоре. Да. Додека траеше постапката, имотот го снема. Како го оквалификуваш квалитетот на вашето месо, на оно што го произведувате? Прво ќе кажам глобално па за себе. Се што ќе се произведе во Македонија, Добро? мевце, дали свинско, дали пилешко, дали јунешко, тврдам дека е топ. Го имам пробано, се имам произведувано. Од свиње, од теле, збарем за себе и такви работи. Значи, немаме ни овдека ни ГМО, немаме ни хормони, мене многу луѓе прашуваат хормони. А ја не знам што е хормон. Искрено. Со што ги храните? Основна во исхраната е пченицата и пченката. Од каде ги набавувате пченицата и пченката? Пченицата е македонска, пченката е српска. Основна во исхраната 60-80%. Без сојно чоспе од сојата, што ја користиме ние за лушпата, без протеин, не бива. Ама таа е ГМО? Не е ГМО, мислам. Мислиме. Па мислиме. Се надевам. Се надеваме. Така. Се надеваме. Сега, нели, има некои законски регулативи да не се увези со ГМО и такви работи. Така е. Сега, нели, не можеме ни да бидеме во Тоа неса. треба да го нагласиме дека државата има уредба дека е забрането продажба и одгледување на ГМО. Така. И на семенски материјал, и на исхрана, и да се увезе и така натаму. Сега, ако некој шверцува, тоа е друга работа. Тоа е веќе друго. Так, Важно, так, ние так. како Оно држава легално. имаме ставено брана и так, постои каков таков филтер. Сега, колку можеш ти на планетава од тоа да се заштитиш е сосема друго прашање. Так. Добро. Значи, тоа е тоа. А антибиотици? Ако јас на фармата во тие 40 дена на турнусот, на одледувањето на пилињата, внесам антибиотик, крајот кај ќе ми биде? Не знам, Добивката точно. и пилињата ќе отидат. Немате време вие да го лечите. Кој да е третман, Така. окей, антибиотикот има 7 дена, 10 дена каренца, дозволено е. Значи, ако пилето живее 45 дена, вие да го давате, пример, да имате проблем на 30 ден и да ги задржите да ги давате до 35 и наредните 7 дена, 8 дена да не давате. А тоа е Али, ископо, предпоставувам. Тоа е многу скапо. Проблемите, Не ви се ни за да исплати. дадете вие антибиотик треба да имате голем проблем. Големиот проблем значи многу губиток на пари. Значи може би се јави претежно се јаво ќе пилето бронхитисот, се јаво на стинката. Може да се јави. Да, недобро затоплено или премногу вентилирано. Некој кај нас се случува да некој ќе влезе и криче, влегу еден пријател вика, ти шо приш? Ем топлиш, ем ладиш. Не бе, не ладам, ја вентилирам. Значи мора да има чист воздух, затоа што кислородот Јас сум како пиле, која Да. ќе настинам, греам добро собата и ја луфтирам во исто така е. време. Ма така треба. Ако се затворите вие во вакуум, кај Да, кислород, кај свеж воздух. апсолутно разбирам. Но дали користите вештачки додатоци, хемиски концентрати во исхраната на пилињата? Витаминскиот и минералниот дел мора да се запази, мора да се стави. Значи, И сточната креда. и мине... Витамини и минерали. Сточна креда е од рудник Бањани, Што е тоа? дробен камен. Тоа го јадат Калциум, им да. треба? А тоа е оно што калциумот. коват наместо Каменчињата, домашните, каменчињата. да. И ние им ставаме во храна. Тоа е калциумот кој што помага за коските, затоа што пилето брзо расне, нели, за да може да ги одржи коските. Единствено што даваме е АД3 капки, летно време со С, затоа што нели ради вручините, тоа се истите капки кои што се даваат за мали деца. Значи, нема хормони, нема антибиотици. Нема антибиотици. Добро, кажете ми една работа. Вака разговарав со неколку луѓе, бидејќи сум бил скоро во сите балкански земји.
Морам да признам дека пилешко имам јадено во Грција, во Бугарија, во сите земји околни, но квалитетот на вкусот на она што сум го пробал, особено во Грција, ме изреметило. Сум разговарал со луѓе зошто нивното пиле, дали е посебна некоја врста. Веќе ајде ако збориме за бифтек, бифтек знаеме дека тие говеда со кратки нозе ги нема во Европа, ги има во Америка и стварно самата сорта придонесува. Ги има Аргентина и така натаму. Ги има само Велика Британија, Чад пат, ама Европа ги нема. Кога се однесува за бифтек. Кога се однесува за пилешко месо, разликата на вкусот, Бугарија, Грција особено, зборам у Грција, на Балканите Грција број 1 по квалитет на пилешко месо, кој ќе го ама тоа е мое мнение. Ја не зборам никакво. Во разговор со луѓе, кога сум прашувал, зошто? Бидејќи сватив дека пилињата се тие. Сегде се исти пилиња. Точно. Нема друга сорта во Грција. И сорти се кои што се многу блиски. Но вика, разликата вика. Не е само вика пилешкото во Грција повкусно. И телешкото, и јунешкото и така натаму. Бидејќи се работи, прво е поскапо. Но поскапо е не затоа што е Европска унија, заради храната со која се храни. Значи постои, вика, вели дека постојат неколку категории на сточна храна. Збора. Так. Сега, вие можете да ги храните со најниска класа и ќе имате најслаб вкус. Може да ги храните со најквалитетно, ќе имате најдобар вкус, ама и повисока цена. Па сега вие најдете го балансот во целава приказна. Колку би можел да се подобри вкусот на вашите пилиња и воопшто на оној што работи, ако додава поквалитетна исхрана. Предпоставувам дека ако поише се вложи и квалитетот ќе биде поинаков. Така. Јанко, затоа реков, сакам конкуренција затоа што купците што ми се сегашни, ќе ми останат веки веко верувам. Така. Затоа што нешто што највеќе ме храни е потрошувачот, кој што ми вика браво бе тони топ пилето. И имам уште 2 пилиња која ќе ни донесеш кај нас во факот. Браво не плаќа сметки. Не, се плаќат. Синдикатите се топ плаќачи во моментот во Македонија. Кога зимате вие плата во вашата фирма, зимам и јас. Тони, сакаш да ми кажеш дека луѓето од синдикат земаат подобри пилиња од што ја што ги купувам во маркетиве? Мислам дека да. Добро. Мислам дека да. Јас сакам да влезам во маркетите. Ми треба 2-3 комбиња најмалку. Ми треба шофери, ми треба комерцијалисти 2, марчедајзери 6 души, сето тоа е многу. Јас знам дека ќе успеам. Пак ќе кажам, подрчката со... Ја мислам дека нема маркет што би те одбил. Ако ви кажам дека има маркети што 5 пилиња, да не ги именувам големи маркети, 5 пилиња ви го донеси ми. Што со 5 пилиња? И ги продај една недела, после 6 дена ти се ало, дој си го земеш пилето ми се усмрди. Што е управо и он? Ти се потпишал договор дека повратот го имаш. Така. Јас немам поврат, Јанко, едно пиле. 50.000 пилиња ни едно. Жалба од потрошач ни една. Зашто го дам директно на рака. Не оди во фрижидер. Вие кога ќе влезете во маркет, Како свежо го продават. како свежо. Кога ќе влезете вие во маркет и кога ќе го земете пилето, го носите дома. Пример, те го земале во четврток. Викате петок не готви. Во сабота го вадите од вашиот фрижидер, го готвите, пилето мириса. Кога ќе го вините вие, маркетот или производителот? Често пати сум налетувал на пилешко, српско, хрватско, словенско, знаело да замирисе на риба. Во моите патувања, кога сум ги имал, сум бил во неколку фабрики за местна преработувачка во Словенија, ми рекоа дека во дадени моменти во бивша Југославија, за да биде тоа поевтино и многу работничка класа да не прашува, значи да има доволно за сите, а ефтино да биде, рибино брашно. Точно е. Рибино брашно се користеше некаде до 2005-2006 кај нас. Така. И сега, као слушам дека нешто го увезувале, али многу се ригорозни законите за увоз. Тоа е добро или лошо? Смрди, мислам, генерално Вака сега. од тоа. Јас сум јадал пиле и со рибино брашно и ова. Аминокиселините, кои што ги содржи рибиното брашно. Пазете, имате данско рибино брашно кое што беше топ.
значи, Имаше пак- руско кој што беше значи, катастрофа. Доаѓаме на нивото на квалитетот на храната. Руското имаше катастрофа. И сега вие во првите 15 дена кога највеќе му требаат аминокиселини кои што идат како ајшприц во телото, му дадете топе пилето. Значи 7 дена е доволно. Значи прво 15, уште 30 дена има за живење, нема шанси да се познае во место. Нема шанси. Али сега јас рибино брашно искрено од 2005 навака не сум сретнал и знам дека цената е многу покачено. Зошто е покачено, не знам. Мислам, и на светски берези изгледа. И сите трговците не ризикуваат да го увезе па да му наја салмонела во рибиното брашно и да треба да го уништи. Затоа што е многу пари. Значи, претежно из храната се содржи ченкарно брашно, Сојна сачма, сојна сончогледова сачма, сончогледова лушпа, витамините, минералите, сточната креда. И јас користам ладно цеден сончогледово масло. Ладно цеден сончогледово масло. Се става за да се добие енергија. Значи, еден организам се храни, збориме за пилето. Значи, нема хормони, нема антибиотици. Нема јако. И, Се проверува, извини, кај нас и немате проблем оваа храна да им ја давате на своите деца и им ја препорачувате. со тоа ги пораснав и се сеќам кога беше птичиот грип, на вас ви се јави во емисија, Ми се јави во емисија. и ви реков, Јанко, јас моментално дома јадам со децата. Како продав пилиња тога, знаете? Истите бевте луѓето, исти беа луѓето. Така е. Ама сега птичи грип секој ден. И ви се јавам на вас, Јанко, бе, пилиња? И ти ми викаш, какви пилиња, Тони, птичи грип, народ умира. Викам, Јанко, пилињата ќе ги платиш, грипот ти е гратис. Тоа ми беше као заебанција. И тука, знаеш, не можеш веќе што да збориш. И немаше проблем. Ама јас знам дека тогаш, пример, Веро Битола продал за цел викенд една тацна пилешки джигер. Каде беше индустријата? Пропадна скроз. Тогаш пропадна Гица Охрид и Пилко, не знам како котираше тогаш. Тоа беше 2005-та, 4-та, како беше. Значи, убедени сте дека колку е стартно, кога ја би стартувал сега, без ништо, немам ни имот, немам ни пиле, немам ни ништо. Колку би ми требало за да стартувам со производство? Да најдам и простор, Така. и грење, и дрва, и пилиња, и се што и така натаму, за да го стартувам овој бизнис до колење, еве, не морам ја кланица да имам, Так, рековте дека има услужно ќе колете, да, јас колам услужно и така услужно во натаму. на нета компанија. Колку ми кланица. треба? За објектот ќе ги поделам малку работиве. Аха. За земјиштето објектот најмалку 200.000 евра. Зборим енергетски ефикасен, со опрема убава, со автоматско хранење, автоматско поење, автоматска вентилација, за да не морате вие да бидете ностоп таму, или? А како за помал бизнис, дали е возможно? Не можете да најдете пилиња. 7.000 пилиња бе образува. 7.000 пилиња вие стартувате дека така. Жито Вардар, додека имаше пилиња до пред година, две мислам беше, пред 2 години, можете да си купите 1000 пилиња и да се пробате во работава, нели? Да пробате со 1000 или со 500 да пробате, и со 300 да пробате. Тие се тука. Додека ние подлежиме на карантин. Значи јас за да ги увезам пилињата треба да бидат карантински. Со следење нели од АХВ, дека пилињата кога се окей, се затвара карантинот и одат пилињата на колење во кланица. Има сега, бидејќи свесноста за здравата храна е се поголема, луѓето се повеќе болестите ги лоцираат во тоа и како се хранат. Месото го минимизираат, особено црвеното. Така. Белото и месо не толку и рибата, но и тоа се минимизира, но свесноста за здравата исхрана е се поголема и се бара поголем квалитет. Еве, например, се поголемо е барањето на кокошки кои се одгледуваат слободно, па Так. тие јајца се побарани, луѓето тераат некој полу бизнис, се трудат сами колку можат но има побарувачка за такво нешто и по пазарите. Луѓето се спремни и нешто малце поскапо да платат, ама да добијат квалитет. Но сертификат нигде не постои. Сертификат не постои и знаете дека нашите села умреа. Кој ќе ги одгледа? Баба моја чуваше 50 кокошки. Сега на куќата е пусто во Куманово. Кој ќе ги одгледа? Да. Каде? Ајде да појдеме на пазарите, еве го сточниот пазар, поминувам кога имам време, нема. Ќе видите 20 кокошки. Никој неќе да облече гумена чизма. Никој не сака, Сакаат да. на штикла, у Точно, салон, негде да. кај у За 100 евра ќе канцеларии. работи, за 100 евра ќе работи во X маркет или некој капацитет, ама вамо е срамота. Мене не ми е срам.
дека молзам кози, дека чувам пилиња. Иш не ми е срам. Малце ми звучи невозможно мишија некој да се осмели да тргне у производство на ова. Сега. Во моментот да. 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 Јас еве многу луѓе доаѓаат кај мене прашуваат како да почнам. Еве имам еден Ова пријател. треба да стартува со 7000 пилиња минимум. Ке ви кажам, сега доаѓам од ресторанот City Mall, му однесов да го пробаме нашето пиле во House Chicken и седнавме и му викам Сунај, бела е коската, гледај. Бела е коската на моето. Затоа што вчера е заклан. Разбирате? Се што е замрзнато ќе го одмрзнете како и да го обработите. Со какви зачини да го обработите, кога коската е таа круната која што треба да ви раскаже за пилето, од каде потекнува, од каде е дошло и колку време било во фрижидер. Не разбирам. Што покажува коската? Коските на птиците се нели полни со воздух. Добро. Значи пилето е Така. в рамките на птици. Додека трае процесот на замрзнување, колку да е тоа длабинско замрзнување на минус 48, минус 30, поцрнува, значи ако потрои 3 месеца, 5 месеца, да не речем и години и две, кога вие ќе го сготвите, коската е црна. Тоа нели ви дава еден одна лоша слика да продолжите да го конзумирате. А многу е поубаво кога е од свежо. Вчера колено, денеска да го готвите. Не можете местото да го отделите од раскавецот, зашто раскавецот се уште постои. На она замрзнато раскавецот го нема. Како ќе го има кога стоело година дена во фрижидер. Ставете го 5 години, коската ќе снема. Ќе нема ништо. Господине Тони, ја ви благодарам за гостувањето во Благодарам, емисијата. Вака мене ме просветливте со некои работи. Ви посакувам успешна работа. Сакам стварно да видам македонски бренд. Сакам да видам на минималец, да ги видам овие словенски, хрватски и српски производи. Сакам да видам македонска фирма, бидејќи дури и ако е веќе месо и така натаму, мислам дека можеме да бидеме многу поквалитетни овдека и поконкурентни. Така, тука сме близко. Јас сум 8 километри од градот. Само да го кажам, во Грција бев лето. И влегом на месара, пилиња ставени, викам, зошто нема замрзнато? Месарот ми вика, нема кој да го купи. Точка. Значи, ако нема квалитетно, не го купувам. Некој треба ми плати за да го уништам X месо или, нели, замрзнато нешто. А кај нас замрзнато Кај нас се замрзнато се купува? трча, да, ефтино било. Храна е. Да, затоа што е ефтино и после лечењето не плаќаат за канцер која ќе закачат, пак после на сини картони сме. Ќе кажам еден пример, извини, една моја комшика која што А тоа е најскапата која работа. што е со пензија од 8.000 и 10.000 денари, Добро? таа иде во месара купа 300 грама месо. Ама не Ма убавото. свеж. Свежи не убавото. Вика, нека ми омрси манџичката боле и таа се храни. И таа уште 20 години пензија ќе зема. Таа е културна во исхраната, а не само количина да имаме ние на маса. Нели? Ви благодарам многу. Ви благодарам и на вас на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за првиот дел од емисијата. Додека да го испратам гостинот, малку реклами, потоа продолжуваме.